СВР Скопје ги известува граѓаните дека денеска со почеток од 19 часот поради одржување на протестен марш, единицата за безбедност на патниот сообраќај ќе преземе мерки за посебен режим на сообраќајот во централното градско подрачје на град Скопје, соопшти од Министерството за внатрешни работи. Протестниот марш ќе започне на плоштад Македонија, а во 19 часот и 30 минути ќе се продолжи со движење кон собранието на Република Македонија на улицата 11 октомври. Потоа по улицата Филип II Македонски лево по булеварот Гоце Делчев до пред владата на Република Македонија на булеварот Илинден. СВР Скопје апелира до сите граѓани учесници во сообраќајот да се почитуваат наредбите кои ќе ги даваат полициските службеници. Инцидент се случил утрово во Скопско Волково. Од Министерството за внатрешни работи потврдуваат дека имало пукање со огнено оружје. Имено денеска околу 9 часот во СВР Скопје било пријавено дека во село Волково Скопско имало пукање од огнено оружје, при што неколку лица биле повредени. Полициски службеници излегле на местото и било констатирано дека лицата РЦ и МН од здобиените повреди починале на лице место. Лекарот на медицинска помош констатирал смрт. Со повреди се здобил и еден малолетник, кој бил пренесен во комплексот клиники Мајка Тереза за укажување помош, информираат од полицијата. Се превземаат мерки за расчистување на случајот, велат од таму. Општина Карпош информира дека на предлог на градоначалникот Стефчо Јакимовски минатата недела заседавал Советот на Општина Карпош на вонредна седница со единствена точка на дневниот ред доделување на финансиска помош на семејствата на настраданите граѓани во пожарот кој се случи неодамна во Кочани. Седницата започна со едноминутно молчење во знак на почит кон жртвите кои ги загубија своите животи во оваа трагична несреќа. Од тука советниците од Карпош донесоа едногласна одлука локалната самоуправа како чин на солидарност и сочувство кон семејствата на загинатите и повредените во катастрофалниот пожар да додели парична помош во висина од 1 милион денари. Средствата ќе бидат уплатени на посебна наменска сметка на Црвениот крст на Република Македонија во Фондот за солидарност, се вели во соопштението на Општина Карпош. Општина Центар распишува јавен повик за доделување на поединечни субвенции за купување велосипеди, велосипеди, тротинети и дополнителна опрема. Центарци ќе можат да добијат субвенција од 30% од цената на превозното средство, но најмногу до 3000 денари, како и субвенција за дополнителна опрема, детски седишта и кацики до 1000 денари. Градоначалникот Горан Герасимовски ги повикува жителите на Центар да го искористат овој повик и да изберат алтернативен еколошки превоз. Тој информира дека повикот е отворен од 24 март 2025 година, а барањата ќе се обработуваат по принципот прв дојден, прв услужен. Возењето велосипед не е само начин на превоз, туку и здрав животен стил. Со секој поминат километар со велосипед или тротинет придонесуваме за почист воздух, помалку метеж и поздрав живот. Нашата цел е да го поттикнеме користењето на овие превозни средства и да изградиме модерна, одржлива општина. Ги повикувам центарци да аплицираат за субвенција, да придонесеме за помал сообраќаен метеж во централното градско подрачје. Поддржуваме здрави и одржливи транспортни навики, истакнува Герасимовски. Заинтересираните граѓани треба да поднесат барање со потребна документација, копија од лична карта, копија од трансакцијска сметка и фискална сметка во оригинал и истата да ја достават во архивата на Општина Центар, барака број 6 од 9 до 15 часот. Правото на субвенција е еднократно. За повеќе информации, граѓаните може да се обратат и на телефонските броеви 02 3203 600 и 02 3203 693 или да ја посетат веб страницата на Општината. Градоначалникот на Општина Бутел Дарко Костовски информираше дека се асфалтира улицата 1558 во населбата Радишани. Според првиот човек на Бутел, ова е важна сообраќајница и е на барање на граѓаните. После неколку децении, заедно со Министерството за транспорт и врски, целосно ја реконструираме улицата 1558 во населбата Радишани.
Барањето на граѓаните се исполнува. Улицата е важна сообраќајница во Радишани. Истата е во должина од 600 метри. Набрзо ќе биде целосно асфалтирана, напиша Костовски на социјалните мрежи. Општина Илинден продолжува да ја спроведува акцијата за пошумување во рамки на проектот Зелена општина Илинден. Ова иницијатива подразбира засадување на што е можно повеќе дрвја во урбаните делови на општината. Во изминатиот период се засадени околу 120 садници на различни локации низ општината. 40 се овошни садници, јаболки, цреши и праски. Донација од компанијата Man and Mountain до Скопје, засадени низ училиштата и во градинката во Илинден. Со оваа еколошка иницијатива, општината го продолжува своето активно учество во реализација на наративот Генералка Викенд, кој гласи да се собере отпадот од минатото и да се рециклира со зелена перспектива за нас и за идните генерации во нашата земја. Истакна првиот човек на општината Илинден Александар Георгиевски. Останатите 80 садници се декоративни: црвен јавор, каталпа, јапонска цреша и зимзелени туи. Беа засадени низ парковите како дрвореди во општината. Овие дрвја, освен што ќе придонесат за уредување на јавните површини, ќе создадат и пријатна, здрава средина за одмор и рекреација на граѓаните. Исто така ќе помогнат и во прочистување и подобрување на квалитетот на воздухот, велат од општина Илинден. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни.